Затоа упатувам апел за национално единство кој е потребно на Македонија. Ова го велам поради тоа што македонците 32 години постојано губат и таквото поразително чувство веќе преминува во фрустрација. Таа фрустрација пак е последица на корумпираните политички елити кои за да имаат успешни политички кариери го распродаваат народот. За 32 години сменија име, знаме, устав, прифатија понижувачки договор со Бугарија, нови откажувања, се проблематизираат најсилните темели на државата, јазикот, историјата, сите важни атрибути кои не издвојуваат како народ. Сето тоа создава чувство на неправда која преминува во фрустрација затоа што и ништо, ама буквално ништо како народ не добивме. Затоа велам дека нема друга држава која дала поголема жртва од Македонија на патот кон Европската унија. И време е да се обединиме околу најважната работа. А тоа е како да обстоиме како држава и како да почнеме да победуваме, така што ќе ги оствариме стратешките интереси важни за сите наши граѓани. Кога е Македонија во прашање, мораме да бидеме единствени со некорумпираниот дел од политичката сцена на Македонија. Тоа значи дека покажуваме свесност и одговорност за состојбите во кои се наоѓаме и одговорност спрема народот, кој очекува лидерство од политичарите. Затоа што ви благодарам. Затоа што, браќа и сестри, нема лева или десна, постои само една Македонија. Не постои нешто, како што велат од владата, или уставни измени, или изолација. Туку единствено мора да има зачувување на идентитетот и фер шанса за влез во Европската унија. Не постои Европски фронт за Македонија или проруска Македонија. Постои само Македонија со иднина која сами ја градиме, со европска перспектива која сами мораме да ја оствариме. Не постои Македонија на ДУИ СДСМ и Македонија на ВМРО ДПМН, туку постои само една Македонија. Ова е Македонија за сите, Македонија која е нашиот дом, затоа ни е потребен пакт за широко национално единство. Ви благодарам. Во овој момент кажувам дека представува измама тезата на Ковачевски или интеграција под бугарски диктат или изолација. Ниту еден фактор во ова наша Македонија не посакува изолација во која што за жал сме денеска. И не може да се донесе нешто што веќе го живееме и во која изолација подлабоко не втурна оваа власт. А она што е измама е фактот што кога Ковачевски ќе каже интеграција, всушност мисли уставни измени и прифаќање на бугарските диктати кои оваа наша Македонија и народ ги отфрла како понижувачки. Она што ме разочарува и треба нив да ги порази како личности е сервилноста која покажуваат пред светот. Наместо да ја кодошат опозицијата и да се молат, да ни прават притисоци кои се неприфатливи, треба да бараат од светот да добиеме подобри услови и фер шанса. Треба Ковачевски како премиер да побара од истата Европска унија Бугарија да примени барем неколку од над десетината правосилни пресуди од Судот за човекови права кои нотира кршење на правата на македонците во Бугарија.